Еден стан изгоре, а неколку други се оштетени во пожар кој по полнок изби во соседството на Штипскиот градоначалник. Димот од пожарот кој избил во еден од становите на вториот кат забрзо се проширил низ целата зграда. Детето викаше тато оди пожар. Ние мислевме дека се запалило нешто горе, кој излеговме ходник, не се излева чуд. Преко џамо викавме доле на луѓето. Газдовица на кој изгоде стано, она беше веќе и надвор. Дојде полиција, дојде пожарна и околу 2 сата дека они го изгасија пожар тука. Стана на госпоđа доле на кој изгоре целосно ништо. Густиот дим дома ги заробил останатите станари од зградата. Не можевме ништо да направиме. Јас си отворив вратата од ходникот, меѓутоа таму беше страшно. Една топлина ме одзема и се повлековме назад во становите, излеговме на терасите. Значи да се действува не можеше ништо. Не можевме ние да излеземе во ходник, ние ги излеговме во ходник, сите станари да помагаме доле, ма не можевме да се добиеме од чута, не можеше да дојде до трувањето и пожарна кој дојде влегла тие пожарникари со газ маски специјални у ходник да ги скрше џами да може да се ветре, иначе се троваше се. Не се установите, ни се хаос од чуд. Во пожарот речиси целосно изгоре еден стан, а најмалку уште 3 други се оштетени од вода или од чад. Ходник степенче тоа е лом направено. Сабале ми станот беше отворен некаде околу 180 минути за да се димот да излегне и може се сега осети мирисот на дим. Штетата е голема. Операцијата за гаснење во болница прати еден пожарникар и еден полицаец. Ова акција, значи имаме и еден пожарникар кој е полесно повреден. Се работи за изгореници на раците и на челото. Значи кој е хоспитализиран во клиничката болница во Штип. На еден полициски службеник укажано му е лекарска помош поради вдишување на чад, пошто е пуштен на домашно лекување. Пожарникарите пожарот го локализираа релативно брзо, но штетата веројатно ќе била помала, доколку граѓанската одговорност била поголема. Имено во зградата која гореше, задолжителната опрема за гаснење пожари ја немаше. Хидрантите кои што гледате постојат хидрантите, меѓутоа не се во функција. Не се во функција, по која причина не знам. Имаме, ма не исправно се, уште од времето на бивша една, имаше поплава у зграда и ги однеса горе у касана тај што ни беше одговорен за становите, тогаш имаше таа си за станови, ги однеса хидрантите и никош не ги вратија. Причините за пожарот и висината на материјалната штета дополнително ќе се утврдуваат, но најверојатно се започнало од вклучена електрична грејалка. Еден апел до граѓаните, значи да не ги забораваат своите електрични грејалки и грејни тела. Значи да ги исклучуваат. Освен ова, голем проблем се и неисчистените оджаци кои исто така на пожарникарите им отворија многу работа. Само за еден ден во Штип пожарната гаснеше 6 запалени оджаци, кои за среќа не предизвикаа големи пожари.